Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани. Како што веќе знаете, во насока на уште поголем степен на транспарентност на органите на државната управа, особено во услови на кризата предизвикана од пандемијата со коронавирусот COVID-19, Министерството за финансии одлучи на почетокот на секој месец да изврши јавна презентација на извршувањето на буџетските приходи и расходи за претходниот месец. Токму затоа денес тука е Министерката за финансии Нина Ангеловска, која ќе ги презентира податоците за реализација на буџетот за месец јуни 2020 година, како и за првата половина на оваа година. По излагањето на министерката, како што е досегашната воспоставена пракса, ќе следуваат прашања од медиумите преку електронската апликација Zoom, а потоа и прашања доставени преку електронската пошта, доколку имаме такви. Сега би сакал да ја покана министерката за финансии да ни се обрати. Повелете. Благодарам. Почитувана јавност, она што го започнавме на почетокот на оваа COVID криза, а во духот на транспарентноста и отчетноста, односно на времено, па дури и предвремено информирање на јавноста за спроведувањето и реализацијата на буџетот и за состојбата на јавните финансии, го продолжуваме и сега. Ова е 4-ти месец поред, како преку пресконференции по завршување на месецот или 25 дена порано од нормалната пракса, ја информираме јавноста за месечното извршување на буџетот. Се надевам дека оваа добра пракса ќе остане и за понатаму, без разлика дали резултатите се добри или лоши, дали економијата е во експанзија или контракција, односно без разлика дали сме во ваква кризна состојба како сега. Денес информираме за реализацијата за месец јуни, како и вкупно за првото полугодие од 2020 година. Оно што може да кажам дека е позитивно и што радува е дека резултатите се подобри од очекуваното. Тоа укажува дека закрепнувањето, односно заживувањето на економската активност е почнато и истото се надевам дека ќе може дури да оди подобро од очекувањата. На приходната страна, кумулативно, од почетокот на годината до денес, односно до крајот на месец јуни, се уште се забележува пат, но сепак тој е значително ублажен, а кај одредени давачки може да кажам дека се забележува дури повисок раст во споредба со истиот период минатата година. Во периодот јануари-јуни, вкупните буџетски приходи се остварени на ниво од 44% од ребалансот, односно годишниот план, или во износ од 87,4 милиарди денари. Ова е за 9% помалку во однос на истиот период лани. Процентот на остварување во однос на планот е речиси идентичен како и минатата година. Тоа укажува всушност дека е задржана динамиката на наплата на приходите. Мора да се напомена дека реализацијата на вкупните приходи во јуни е значително подобра од очекувањата. Реализацијата на приходите во јуни е за 9,6% пониска во однос на јуни минатата година, додека во нашето сценарио и плановите за ликвидност бевме подготвени и за 20% пат во текот на месец јуни. Даночните приходи во првата половина од годината бележат пат од 13% на годишно ниво и изнесуваат 47,3 милиарди денари. Тоа е всушност 44% вкупна реализација од планот, што е речиси непроменета реализација како процент, нели, споредано со минатогодишната истиот период. Само во месец јуни, согласно сценариото од ребалансот, проекциите беа во надолна линија, односно очекувавме пат дури некаде над 20%, додека остварениот пат на даночните приходи во месец јуни е 14,4%, значи забележуваме подобрување на Кјошња баштаче милион денар, në qoftë se shohim urrënie për 2 muajt e fundit, kemi pasur 31%, ndërsa në muajin maj kemi предвижување во јуни и подобрена наплата на даноците, што е резултат и на, нели, се рефлектира и на заживување и реотварање на економијата во месец јуни се огледа и на приходната страна на буџетот.
Поконкретно за неколку видови даночни приходи, односно даноци, кај приходите од данок на личен доход има позитивни движења. Во второто тримесечие движењата по месеци се 11,7% пад во месец април и околу 26% пад во месец мај, за да во јуни веќе биде регистрирана позитивна разлика од 1,7% подобра наплата споредено со јуни 2019 година. Ова може да кажеме дека во голема мера се должи на мерките на владата за помош на исплата на плати за компаниите погодени од ковид, па тоа влија и на подобра наплата на данокот на личен доход споредено со минатогодишниот јуни. Кај данокот на додадена вредност исто така има позитивно движење. Во април и мај падот на данокот на додадена вредност беше 43,5 и 33% респективно за април и мај, додека во јуни забележуваме пад од 7,5% кај данокот на додадена вредност. Негативните стапки забележуваме дека значајно паѓаат во третиот месец од второто тримесечие. Повратот на данокот на додадена вредност исто така морам да посечам дека се одвива непречно, компаниите го добиваат повратот во регуларна динамика, се трудиме дури тоа да е и порано од нормалното. Во услови на криза повратот на ДДВ во првото полугодие од 2020 година е повисок за 660 милиони денари споредено со истиот период лани или 6% повеќе. Ублажувањето на падот на приходите од ДДВ, меѓу другото, се должи секако и на спроведените мерки за поттикнување на приватната потрошувачка, која што дел од мерките веќе започнаа да се реализираат во јуни и тие средства се влеваат во стопанството. Понатаму забележуваме позитивен тренд и кај придонесите кои растат со стапка од 8% или вкупно досега изнесуваат 31,7 милиарди денари. Ова е добар сигнал за движењата на пазарот на труд. Стапката на раст покажува дека мерките за поддршка за зачувување на работните места во борба против ковид кризата даваат резултат. Растот од 12% на овие приходи покажува одлична респонзивност на стопанството на преземените мерки. Во април и мај стапките беа 1,5% и минус 0,9%, што значи дека и тука забележуваме позитивни движења видно од месечните податоци. Расходната страна во првото полугодие бележи раст на годишно ниво, во најголем дел секако како резултат на преземените мерки за справување со ковид кризата. Па така вкупните расходи изнесуваат 113 милиарди денари, што е зголемување од 9,9% на годишно ниво, додека тоа е 46,7% од буџетираните расходи реализација. Оправданоста за ваквиот пораст на расходите се должи на неколку работи. Првата и главната причина е остварената реализација на исплатени средства кон стопанството како резултат на реализираните мерки, преку која се исплатени 5,4 милиарди денари од буџетот досега или 88 милиони евра. Значи, повеќе од половина од поголемите расходи се должи точно на исплатата на ковид програмите, додека останатиот дел се должи на повисоките пензии кои што беа вградени во буџетот, повисока социјална помош, повисоки плати на здравствените работници, на образованието, како и поддршка за секако, како што кажав, за реализација на мерките. Дефицитот во буџетот во првото полугодие е остварен на ниво 25,9 милиарди денари, или тоа е 3,8% од бруто домашниот производ. И тоа е согласно проекциите, односно се одвива согласно на динамика која што сме ја испланирале. И покрај предизвиците со кои се соочува македонската економија во услови на справување со ковид кризата, би сакала да информирам дека извршувањето на буџетот се одвива по план, ликвидноста е обезбедена, средствата се обезбедени за непречно извршување до крајот на годината, зависно од движењата со кризата, секако дека има и дополнителен простор и бафер за да буџетот се справи со било каков дополнителен предизвик.
Секако целта на Министерството за финансии е да обезбеди континуирано извршување на буџетот без било каков застој во законски утврдените рокови, вработените да земаат плата, социјално загрозените на времено да ги добијат своите надоместоци, пензиите да течат непречно, фирмите редовно да си ги наплаќаат своите побарувања кои што ги имаат од државата, да нема заостанати обврски, како што посочив во обраќањето, на времено да го извршуваме повратот на данокот на додадена вредност. Тука се секако и мерките ковид, поддршката која државата ја дава на граѓаните и фирмите во согласност со можностите секако, преку мерките како домашна платежна картичка, субвенционирање на плати и придонеси, одложување на плаќање на даночни обврски, се тука и дел од нив, како што знаете, веќе продолжуваат за уште еден и за уште 2 месеци кај одложувањето на аконтациите. Секако останува обврската и одговорноста на државата да ги обезбеди и испорачува јавните добра и услуги до сите, особено сега во овие тешки времења, да се трудиме уште подобро да ги направиме работите, бидејќи гледаме дека ковид кризата го менува животот на сите нас, наметнува нови навики и се надевам дека дел од овие навики ќе бидат и ќе останат можеби за добро и за позитивно и по надминување на оваа пандемија. Секако очекуваме дека во третиот и четвртиот квартал од годината ова опоравување кое што го забележуваме во текот на месец јуни ќе продолжи со посилно темпо и секако дека тоа опоравување и тие очекувања кои што ги базираме на база на мерките кои што ги донесовме, а кои што значително ќе го ублажат падот врз економијата, ќе овозможат побрз рестарт и заживување на стопанството, поголема конкурентност и секако потикната приватна потрошувачка, која што ќе ги почувствуваме ефектите по економијата во краток рок. Благодарам. Ви благодариме за излагањето, министерка. Би сакаме да се извиниме за малите технички пречки кои што се јавија на оние кои што ја гледат оваа пресконференција на YouTube каналот на владата и да посочиме дека конечната пресконференција ќе биде сосема во ред на YouTube каналот по завршувањето. Сега одиме со прашањата од новинарите кои што сте директно вклучени. Почнуваме со Наташа Мерковска од Сител телевизија. Повели, Наташа. Ви благодарам. Министерка, рековте дека резултатите се подобри од очекуваното. Според твоите пресметки во јуни во државната каса вкупно стоеле 85 милиони евра, што во споредба со месец мај е 21 милион евра помалку или само од јануари 66 милиони евра помалку. Нели треба ова да загрижува и колку очекувавте вие штом сте задоволна со ваквите резултати? Благодарам на прашањето. Видете, во ваква ситуација во која што се соочуваме, задоволството е релативна работа и се базира најмногу на очекувањата, како што се базира и економијата и нашите однесувања се базираат на тоа што очекуваме дека ќе се случи. Со оглед на тоа дека непредвидливоста на оваа криза, знаете дека беше навистина главна одлика и поради тоа ние следевме како ќе се одвиваат приходите во март и во април. Презедовме веднаш действија за да обезбедиме со реалокација средства за реализирање на мерки, а потоа пристапивме кон изготвување на ребаланс. Оно што јас го кажувам дека е подобро од очекувањата е, знаете дека со ребалансот вкупните приходи беа намалени за 11,5% согласно иницијалниот буџет. Тоа е прилично конзервативно, односно, да кажеме, сме оставили одредена доза на безбедност за евентуален дополнителен шок, бидејќи дефицитот беше значително зголемен за оној износ за кој што беа намалени во главно приходите и имавме благо зголемување на расходната страна од 1,4% или околу 50 на милиони евра. Сега, ако погледнеме како се реализирале приходите, јануари и февруари почна навистина согласно планот реализацијата, додека веќе во март ние на вкупни приходи имавме пад од 5%. Сега зборуваме за пад од околу, го кажав во обраќањето, околу 9,9%, додека кај даночните приходи забележуваме пад од 14%. Споредено со претходните 2 месеци забележуваме дека се работи за дупло помал пат, односно веќе се гледа придвижување.
Јас мислам дека споредбата нели секако ја правиме и како 3 месеци со претходните месеци од како започнала кризата, меѓутоа и со минатогодишната реализација, бидејќи нели соодветна споредба истиот период со минатата година, бидејќи всушност така и се прават нели проекциите кога го проектираме буџетот, колку ќе биде повисок споредено со минатата година. И јас сметам дека ако имаме предвид дека ние согласно сите движења правиме нели ние соодветни проекции на сите видови на даноци, на акцизи, царини, ДДВ, данок на личен доход, она што е позитивно, како што кажа во обраќањето, е што всушност имаме раст и позитивни придвижувања. Тоа е кај данокот на личен доход, тоа е кај придонесите. Кај данокот на додадена вредност немаме позитивно споредено со лани, меѓутоа имаме после падот од 43 и над 30%, ние имаме минус 7,5% пад на данокот на додадена вредност, што всушност говори дека се раздвижува економијата, дека веќе во оваа фаза на реотварање, тоа се гледа најмногу нели преку данокот на додадена вредност и на заселената потрошувачка, која што уште повеќе сега очекуваме да расте благодарение на мерките кои што ги преземаме, како што е домашната платежна картичка. Така да јас би рекла дека очекувањата секако ги базираме согласно случувањата со кризата и тоа ни кажува дали сме задоволни или не. Секако во ваква криза тешко е да се каже кога ќе видите минус предзнак пред некој од ставките даноци, да кажете дека како министер за финансии сте задоволни. Меѓутоа, како што кажав, секако може да биде и полошо. Ние имаме позитивни предвижувања и тоа е она што всушност велиме дека е позитивно, затоа што има позитивни предвижувања кај голем дел од даноците. Значи да ги погледнеме придонесите, тие имаат само во јуни раст од 12,3%. Во време кога се зборуваше нели дека ние пробуваме да ги заштитиме сите работни места, односно колку што можеме повеќе, реалноста е дека многу луѓе и дали се затворија работни места и некои луѓе изгубија работно место, за нив ги згриживме со надомест за невработеност. Меѓутоа, ваков податок од 12% раст на придонесите всушност говори дека добро се справуваме, дека мерките даваат резултати и дека ние имаме всушност позитивни резултати кај голем дел од даноците. Тоа е тоа што радува, секако очекуваме дека во идниот период ќе биде подобро. Во третиот квартал, согласно и проекцијата за бруто домашниот производ, очекуваме значително подобрување, односно веќе периодот на опоравување да се одвива јули, август, септември. Секако тоа е согласно основното сценарио. Доколку се случи евентуално предлабочување или втор шок, ние сме подготвени ликвидносно средствата се обезбедени да одговориме, меѓутоа секако дека работиме за подоброто сценарио и се надеваме дека тоа ќе биде. Уште едно прашање, ако може, Германија го намали ДДВ-то од 19 на 16%, Австрија го намалува во најпогодените сектори. Се размислува ли во таа насока? Со оглед на тоа, знаете дека се наоѓаме ние во предизборен период и во криза, претходно бевме и во техничка влада и сега нели уште неполни 2 недели до изборите, самите политички партии во своите програми нели имаат одредени ајде да кажеме пакети на понуди, мерки што ќе ги преземаат во врска со данокот на додадена вредност. Ако погледнеме во програмата, има и мерки за данокот на додадена вредност во економската програма, но јас би кажала дека треба да бидеме многу внимателни со било какви промени на данокот на додадена вредност. Сега зборувам и од економска страна, и од економска логика, и од аналитична и компаративна со другите земји. Ова што вие го кажувате се секако во насока на опоравување како антикризни нели чекори мерки во држави кои што и тоа како имаат силна наплата на приходите, и тоа како имаат многу поголем капацитет за прибирање на давачки и поголема можност согласно тоа. Кај нас данокот на додадена вредност нели како фазен данок, нели имаме 18% по власта на даночна стапка. Ние уште кога дојдов во Министерството за финансии започнавме да работиме на дел на анализи и хармонизација во дел на данокот на додадена вредност, конкретно по властвените стапки со Европската унија и компаративно работевме на случајот, меѓутоа се случи
кризата и секако дека тоа останува да се работи понатаму и дека ние ќе треба да претрпиме одредени промени во одлуката за повластените даночни стапки, одредени промени бидејќи има одредени нелогичности ако ги погледнаме кои што се останати така со години, на 20 години кои што не се променети. Јас верувам дека ако гледаме системски треба да ги подобриме работите тука многу. Треба воедно да работиме и на сивата економија за да го подобриме наплатата на данокот на додадена вредност кога зборуваме за данокот на додадена вредност. Но секако како антикризна мерка, понаправена детална анализа, верувам дека ако се носи било каква одлука за чепкање и било каква промена во овој данок, дека ќе биде со факти, поткована, издржлива и нема да наштети на било што друго во нашата мала и отворена економија. Благодарам. Благодарам за прашањата, Наташа. Одиме со следната новинарка која што е уклучена, Александра Филиповска, Телма телевизија. Повели, Александра. Може ли ве молам да попуштите малце само пред за да не ви се повторува малце погласно да ја слушаме? Добар ден и од мене уште еднаш. Кажете ми колку изнесува јавниот долг на државата во вториот квартал, веќе заврши вториот квартал, во проценти од БДП и во пари, колку значи е зголемен, дали доаѓаме до некој ниво кое што го анализиравме и планиравме претходно. И бидејќи третиот квартал рековте дека има стабилизирање некоја. Меѓутоа не очекуваат избори, избор на нова влада. Значи, тој период ќе биде турбулентен кога бизнисот не очекува големо опоравување. Дали ни следи ново задолжување, дали парите кои што се задолживме ќе ни стигнат за евентуално септемвриски нови бранови и со COVID-19, меѓутоа и со гасење на пожарите, да речеме, од замрување на економска активност за време на избори дополнително од тоа со COVID-19. Имам уште едно прашање, значи како можевте да дозволите зголемување на расходите за овој период за 9,9%, односно веќе реализација на буџетски дефицит од 3,8, крајното ребаланс 6,8. На што толку ги зголемивме кога со ребалансот ги имаме калкулирано сите трошоци со COVID-19, со оние бизнис мерки, мерките за помош на бизнисот и слично? Да, благодарам на прашањата. Бидејќи имаше неколку прашања, прво за јавниот долг, па за расходите и дали има доволно средства за справување со кризата и за реализација на сите мерки. Јавниот долг на крајот на кварталот објавени се податоците, согласно новиот бруто домашен производ изнесуваше 50,7%, но секако ние кажавме дека истиот очекуваме до крајот на годината да се зголеми поради големите повлекувања на средства. Знаеме дека јавниот долг се генерира и настанува во моментот кога средствата ќе бидат повлечени, а не во моментот кога средствата ќе се потрошат. Практично со повлекувањето во април имавме повлекување 176 милиони евра од Меѓународниот монетарен фонд, имавме секако процесот на издавање на евроврзница успешно го спроведавме, па имаме дополнително средства кои што се повлечени во јуни, кои што во вториот квартал, го објавуваме движењето на јавниот долг на квартално ниво. За вториот квартал тоа веќе ќе биде рефлектирано и ќе се зголеми за овие сите износи за кои што се земени, кои што се уште ќе се трошат во текот на целата 2020 година. Како што знаеме, како што соопштивме, значи има обезбедено средства за финансирање на дефицитот кој што е проектиран во буџетот и има и дополнително обезбедени средства за не, ако доколку се случи, дополнителен шок. При издавањето и на евроврзницата ние посочивме дека средствата се за финансирање на буџетот 2020 и за можна отплата на обврски од 2021 година, зависно од случувањата, како ќе се одвива кризата. Така што јас би рекла дека на вашето второ поврзано прашање може да бидеме сигурни дека средствата се обезбедени, затоа кажав дека буџетот може да одговори и на евентуален дополнителен предизвик, бидејќи досега покажавме дека навистина одговори соодветно на ниво на задачата и ликвидносно со обезбедување на средства и со креирање на ребаланс, со реалокации помеѓу буџетски корисници, со алоцирање на 200 милиони евра од буџетот, точно само на ковид програмите за поддршка за реализација на мерките. Ако погледнеме, ја споменавте расходната страна беше зголемена со ребалансот за околу 50 на милиони евра,
а додека на ковид програмите ние имаме 200 милиони евра. Значи 150 милиони евра се обезбедени со реалокации. Може би од една страна е лесно да се каже дека имало простор дополнително да се скрати, меѓутоа во реалноста, кога ќе погледнете структурата на буџетот, кога ќе погледнете дека владата одлучи да исплаќа зголемени пензии за 700 денари оваа година, да нема никаков разговор за било какви корекции, да исплаќа зголемени плати. Сега гледаме дека зголемените плати, кои што буџетот 2020 носеше, мото инвестираме во човечки капитал, и тоа како кај здравствените работници биле добра одлука. Имавме зголемени плати кај образованието, значи се работи за сервисирање на поголеми обврски оваа година, кои што се вградени на расходната страна, кои што не беа никако коригирани во надолна линија за време на направената одлука или ребалансот. Ако ова го имаме предвид и секако и социјалната помош која што е поголема и зголемена оваа година и се реализира, расходната страна која што велите како сме дозволиле да има раст од 9,9%, тоа се 10 милиарди денари всушност, би појаснила едноставно дека 5,5 милиарди денари, ќе кажав точно 5,4 милиарди денари, се само исплатени за мерките ковид реализација на програмите во буџетот. Дополнително останатите средства се 900 милиони денари има зголемени обврски за здравствениот сектор за исплата на кон Министерството за здравство за здравственото осигурување. Имаме зголемени пензии, имаме зголемени плати, имаме зголемена социјална помош, тоа се фиксови, тоа се редовни обврски кои што произлегуваат од закон. Имаме зголемени субвенции за периодот јануари-јуни 2019, споредено со периодот јануари-јуни 2020, за 200 милиони денари се повисоки исплатените субвенции оваа година. И во време на криза, ова говори дека не само што е соодветно изреагирано, не само што е навремено изреагирано, не само што е одржана ликвидноста и навремено се сервисираат сите обврски, па и предвремено се извршува и поврат на данокот на додадена вредност, туку сметам дека буџетот одговори на овој предизвик, дека е подготвен и понатаму да одговори и дека не се работи за дали нешто е дозволено или не, стоки и услуги ставката која погледнеме, која што често се коментира на ниво на јануари-јуни оваа година има одредено намалување, а има секако реструктура, бидејќи сега под стоки и услуги се купува на заштитна опрема, дезинфициенти за болниците, скафандари и така натаму. Така што јас мислам дека се справуваме добро. Во однос на расходната страна, ако ги погледнете ребалансите на другите земји, ќе забележите доста поголеми порасти и покачување на расходната страна. Се соочуваме со најголемата криза и наше е локално да делуваме, да носиме најдобри одлуки на база на она што ние цениме дека е најдобро, подковано со факти, анализи и резултати, и да преземаме мерки кои што еден денар ќе го дадат максималниот ефект за економијата, за граѓаните и за стопанството. И тоа и го правиме со сите мерки и пакети кои до сега ги донесовме. Благодарам. Не ми одговоривте за јавниот долг колку е во вториот квартал со земените пари од ММФ, еврообврзницата и слично. Колку достигна заклучно со втор квартал? Значи, јавниот долг се објавува редовно и сега согласно кризата ние почнавме и предвремено да информираме. Еве, иако фискалната табела се објавува на 30 во месецот следниот за претходниот, јавниот долг се објавува за исто така по обработка во тек на следниот месец. Ние ќе се потрудиме да го објавиме оваа година порано. Она што може да го кажам, бидејќи сме секако 2 јули и се доработуваат, како што кажав, тука влијае и негарантираниот долг, кој што го вклучивме од мај, влијае гарантираниот долг, повлекувањата по заеми, по сите и јавни предпријатија и компании. Она што може сега да го значи повлекувањето, како што кажав, на евроврзницата, она што може да го кажам во насока на транспарентноста, иако не е за месец јуни завршено, пак ја кажам, дека до крајот на месец мај јавниот долг беше 53,3% по повлечените средства од заемите кои што беа подпишани. Заклучно со вториот квартал ќе биде објавен во текот на следните, ќе се потрудиме да го објавиме порано од нормалната динамика и пракса и законските рокови за зголемување на транспарентност и ќе ве информираме дополнително ако имате било какви прашања, секако стоиме на располагање. Благодарам, Александра. Веднаш за поставување на прашања, Тања Попова, Алфа телевизија. Тања, појави се прашањето. Така, моето прашање на некој начин продолжување на прашањето на Александра, напоминавте дека... Момент само погласно, ако може да слушаме, не ве слушам.
Да, рековте дека имате сигурни средства, дека средствата се обезбедени за третиот и четвртиот квартал и дека очекувате опоравување. Дали сепак, ја рековте дека имате одреден бафер, што верувам дека делот искористивте за исплата на плати во јуни, што нели не беше практично предвидено, дали сепак уште од сега се размислува за дополнително кратење на одредени бюджетските корисници за одреден ребаланс во второто полугодие од годината, нормално ова е доколку се уште не ги бидете дел од владата. Благодарам. Ние спроведовме нели една одлука за прераспределба, брзо многу реагиравме затоа што имавме можност како се прогласи водредна состојба, веќе почна нели реализација по таа направена прераспределба, потоа спроведовме ребаланс со кој што направивме наделна корекција на приходната страна нели како што кажав 11,5%. И во моментот, согласно реализацијата која што се одвива, еве сега денеска соопштуваме за јуни за првото полугодие, ние не цениме во моментот дека има потреба да се разговара за дополнителен ребаланс. Сега, на само еден месец, повеќе спроведен ребаланс со цел да одговори на кризата. Истиот е скроен за да одговори на кризата. Има вградено мерки за поддршка од трите сетови на мерки се вградени, има скратено непродуктивни трошоци, има реалоцирано средства и дополнителни, да се финансираат и дополнителните евентуални зголемени потреби на секторот здравство, да тече непречно социјалната заштита, пензиите, платите, социјалната помош, значи секако и здравствената заштита која што кажуваме дека има обезбедено за евентуално дополнително зголемени потреби. Согласно сите овие податоци, фокусот во следниот период е да се следи реализацијата, да се види, бидејќи кажавме дека очекуваме подобрување и оживување во третиот квартал како истата ќе се одвива и доколку има потреба секако дека може да се преземаат дополнителни чекори. Во моментот истиот е скроен за да одговори на оваа криза, за да одговори на евентуален дополнителен шок кога разговараме дека се обезбедени средства за непречно извршување на буџетот. Разговараме дека има одреден бафер на дополнителни обезбедени средства, ако треба да се прави до крајот на годината друг ребаланс и да понатамошно се продлабочува дефицитот, има обезбедено средства и за евентуално таквата потреба. Затоа велам дека постапивме одговорно, делувавме брзо, навремено, спроведовме ребаланс, обезбедивме средства, до крајот на годината се може да тече непречно да се одвива, подготвени сме и за полошо сценарио, но работиме секако за да се случи подоброто. Само уште едно прашање. Во декември лани ги намаливте за 50% карински стапки на 12 извозни производи. Овој рок истече на крајот на јуни, значи веќе од вчера тие се вратени на старо ниво. Од друга страна, Асоциацијата на странски инвеститори со технолошко напредно производство покара истите карински стапки да се сведат на нивото на Европската унија, особено сега затоа што имаат големи проблеми во работењето. Тие веќе испратиле барање и до вас, и до директорот на Царина, и до техничкиот комитет, до министерот за економија, дали ќе им излезете во на ова барање? Да, тоа барање и тоа сознание до мене пристигна пред неколку дена кога веќе знаете дека сега согласно изборниот законник владата не може да носи автономни мерки. Тие мерки кои што беа донесени, јас знам дека и запознаена сум детално и со автономните мерки кои што беа донесени, бидејќи уште во минатата година, во 2019 се правеа анализи на што значи тоа олеснување за 50% автономни мерки на барање на Советот на странски инвеститори, што ќе значи за инвестицијската активност, бидејќи тие секако ставот беше дека тие дел од капацитетите за производство ќе ги преселат во оваа земја и тука ќе ги зголемат производствените капацитети, доколку нели им се излеза во пресред со ваквите мерки. Морам да посечам каква е постапката на носење на автономна мерка за јавноста да е запознаена. Значи, постапката започнува со барање кое што се испраќа до Министерство за економија. Министерство за економија е предлагач на автономни мерки и таквата автономна мерка ја предлага во согласност со Министерот за финансии. А како што кажав, јас пред неколку дена се запознав со барањето, бидејќи барањето било упатено до владата, до вице-премиер за економски прашања, односно истото секако дека оствариле барање, средба и за да се продолжи овој рок.
Сметам дека секогаш оваа влада се трудела да излезе во пресред на бизнис заедницата, особено во ваков кризен период, затоа што знаеме колку е важно стопанството, колку е важен приватниот сектор и колку е важно да му подадеме рак. Секако дека доколку ова барање е испратено согласно процедурата, јас пак ја кажам, значи мора да се испрати барањето со економска оправданост, изработува Министерство за економија, во согласност со Министерство за финансии се предлага ваквата мерка, бидејќи во овој период, како што кажав, не е возможно да се донесе автономна мерка со оглед на ситуацијата, секако дека тоа е возможно по формирање, односно по завршување на изборите, да истото може да се спроведе. Да, тоа беше последното прашање од Тања Попова од Алфа телевизија. Практично со одговорот на ова прашање го заокруживме сетот на прашања на медиумите од апликацијата Zoom. Има пристигнато едно прашање од електронска пошта, кое што Министерството за финансии ќе го одговори исто така електронски назад до редакцијата на Сакам да кажам МК. Ви благодарам што следевте пресконференцијата на Министерката за финансии Нина Ангеловска, на која што информираше за реализацијата на буџетските приходи и расходи за првата половина од 2020 година. Довидување.